Ципрас во официјална посета на Скопје пред председателските избори. Во икот на кампањата на почетокот на април, грчкиот премиер ќе допатува во земјата да оствари билатерална средба со неговиот македонски колега, дознава Еден ТВ. Својата посета тој најави на економскиот форум во Делфи, каде кажа: "Наскоро ќе бидам првиот грчки премиер кој официјално ќе ја посети Северна Македонија." Следната недела и шефот на македонската дипломатија Димитров ќе ја посети Атина, каде ќе оствари средби со државниот врв, дознава Еден ТВ. Во меѓувреме, владата интензивно работи на спроведување на мерките за имплементација на Преспанскиот договор. Ќе се променат имињата на вкупно 136 институции, државни, јавни и оние финансирани од буџетот. Имињата на институциите каде пишува Република Македонија се заменуваат со Република Северна Македонија, додека пак во случаите каде се работи за институција од национален карактер, а во името стои македонска, тогаш таа се заменува со национална. Таков е случајот со македонската радиотелевизија, која сега ќе биде национална радиотелевизија. Бошњаковски денеска истакна дека нема да има промена на химната и дека засега не е дефинирано дали ќе има интервенција во името на Македонската академија на науките и уметностите, со која во тек се консултации. Придавката каде што се користи македонски, македонска, каде што се идентификува, каде што се поимува македонскиот национален идентитет од тие институции, таму останува. Како што е примерот, го спомна и сам, музеот. Тој е музеј на македонската, национален културен идентитет. Македонски народен театар останува, македонски народен театар. Во разумен рок или согласно вообичаените административни практики, институциите во земјава ќе ги променат своите називи, каже синоќа министерот Димитров. Заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти меѓу Македонија и Грција пак веќе разговара за сите историски, археолошки и образовни прашања. Во ставот 5 од членот 8 од договорот пишува дека комитетот е тој кој ќе ги дефинира временските рамки за да обезбеди дека секоја од страните нема да користи ниту еден учебник или помошен материјал кој содржи било каков иридентизам. Работата на овој комитет ја надгледуваат Министерствата за надворешни работи на двете земји, а извештај треба да се поднесува на Советот за соработка на високо ниво со кој ќе раководат двајцата премиери.